Македонската театарска сцена доживува преобразба. Млади актери со огромен талент и професионалност го пишуваат сценариото на новата историја. Кога завесата се крева, Македонија има што да види и на што да се гордее. Никола Ацески и Александар Ѓоргиевски се новите имиња на македонската професионална театарска сцена, но веќе докажани и успешни актери. Во сабота во Македонскиот народен театар промотивно ќе биде прикажана представата во режија на Ѓорги Јолевски Психоза 448. Компактно и прекрасно како структура на диамант, а сепак расположението што представата ќе го потикне е црно како јаглен. Вака стручни лица ја оценија представата. Љубовта, смртта, сексот, насилството и лудилото. Психоза од лавина на емоции еруптирани во двата лика на младите актери. Оние кои ги познаваат, за нив велат дека Алек и Колјо се кревачи на атмосферата во друштвото, но на сцената најавуваат раскажување на животна приказна и издание кое никој не го видел од нив. За мене го опфаќа целата човечка историја и целата човечка иднина и животот сега. Значи, раскажува приказна за сите гадости на човекот, сите зли намери на човекот и од друга страна сите топли работи на човекот, човечност, хуманост, љубов, музика. Представата има тешка тематика, а улогите се и повеќе од комплексни. Овие млади професионалци очекуваат спроти нив да застане публика од сите групи и возрасти. Се разбира, публика од секаков тип на публика, не знам каков тип на публика е тоа. Мислам, представата е генерацијски, представата покрива од тинеџери до најстари луѓе, зашто е зборува за љубов, за топлина, за секојдневни човечки проблеми што ги има секој од 10 години па натаму. Александар и Никола со чекори од широк размер тргнаа кон професионалниот врв, а сепак со доза на скромност говорат за своите успеси. Во текот на студиите, значи на Есра, учествувавме во разни проекти, јас и Никола заедно во театарски, во режисерски испити за филмска режија, глумевме заедно. Прв проект, мој прв професионален проект беше во Хамлет во Драмскиот театар. И потоа работев исто на Митот за Кремонт, исто така во Драмски театар. Колку за еден актер е тешка преобразбата која драмскиот текст ја бара од него. Нашата екипа имаше ексклузивна можност да ја погледне представата пред нејзината премиера. Овие млади актери, без размислување, го прифатија предизвикот кој психозата го носи со себе, а во улогите се представуваат перфектно. Прво фала за перфектното представување, зашто само што ја гледаше представата, се надевам дека и така ќе е на премиера. А колку е тешко, е тешко. И е тешко зашто бара многу работа, ама не е неизводливо. Колку време се подготвувавте за психоза? Горе-долу 2,5 месеци активна работа. Активна работа, припреми претходно текст, анализи, тоа плюс. По премиерата во сабота, Психоза ќе има своја реприза на 31 месецов, а потоа на задоволство на публиката ќе биде дел од редовниот репертоар на МНТ.